Проблематично е тоа што иако Јоанис спомена дека овие други земји членки го имаат едно ниво на идеализам за проширување, тие не се всушност посветени на тоа, а во пракса има многу мали идеали и мала желба всушност да се направи нешто конкретно за земјите во регионот и за нивниот прогрес. Мислам дека тоа тече, продолжува и фактот дека имаме позитивни страни од тоа што земјите членки се вклучија во овој процес, особено Германија, меѓутоа има и негативни страни на приказната, затоа што имаме само единствен лидер во овој процес и затоа што овој процес почнува да станува пасивен. Ако се обидам да го насочам подиректно одговорот, мислам дека оваа празнина може да се реши во погенерални услови и тоа било празнина помеѓу елитата и граѓаните во земјите членки, меѓутоа и во земјите од Балканот, и тоа е нешто што треба да се споделува. И тука јас би сакала да додадам дека всушност, како што кажа Јоанис во неговото поглавје, тој аргументираше дека има зголемена улога кон Европската Унија и евроскептицизмот во генерална смисла и има замореност од проширување. Фактот дека Грција не се согласува со Европската Унија во последните години довеле до начин да се сопре, да речеме, овој процес на проширување, и она што го гледаме во последно време е затоа што процесот на европска интеграција беше воден од елитите, ние се обраќаме само до луѓето. Меѓутоа ние гледаме дека европски скептицизмот расте и кај идеалистите, и тоа може да се однесува на решавање на таа празнина, и тоа е една плодна се создава една плодна клима за да се реши ова прашање во главните текови, и тоа е многу поопасно прашање. И на крајот, ако прашувате што може да се направи, мислам дека е прашање на комуницирање со луѓето и да ги запрашаме луѓето дали се за или против проширувањето, и дали може да се очекува во случај, во околности на криза, тие да ги имаат врзани своите раце. И Франција всушност го избегна тој случај да го обвини Балканот и стана еден жртвен јарет. Меѓутоа, она што може да помогне, мислам, се резултатите. Мислам дека тоа ни е потребно. Мора да балканските земји мора да ги дадат тие резултати и да комуницираат со луѓето. И да речеме дека прогресот на реформите мора да биде јасно направен, треба да биде јасна улогата на лидерите, на парламентот, и доколку политичките елити не го направат тоа самите. Меѓутоа, да се има резултати и да се покажи дека процесот е кредибилен и дека може да доведе за добро на луѓето, многу е важно да се изгради одново довербата помеѓу елитите и граѓаните.